Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте на првиот синдикален подкаст канал Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а вие гледате втората сезона од подкастот посветен на работничките и човековите права, синдикалното делување и граѓанскиот активизам. Во шестата епизода за состојбата со работничките права во земјата разговараме со Кристина Ампева, председателка на Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец и на синдикатот Гласен синдикат. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов, фала за поканата. Господин Ампева, за почеток, кажите ни кога е основано Сдруженијето Гласен текстилец и што беше мотивот? Па мотивот, мислам, претходно делував како активист некаде 2015-2016, меѓутоа Гласен текстилец е основан 2017 година официјално, мај месец чинам беше. Мотивот кој беше? Па поради тоа што, знаете, во Штип и во целиот источен регион може да кажам, дека немате многу избор каде би работеле, значи текстилната индустрија е така единствен начин да се дојде брзо до работа, да имате здравствено осигурување, тоа е социјалните придонеси да ви бидат уплатени, меѓутоа знаете, ако не сте во партија, нема јавна администрација, ова е единствениот начин да работите, а за условите и заплатите, мислам, немаше кој да говори воопшто. Немаше тогаш синдикат кој што заштитуваше, ако се јавте во инспекција, беше кажано вашето име, така беше тогаш. Работевме за подминимална плата од она која што беше загарантирана. Текстилните работници зима пониска плата од останатите вработени, значи еден куп онака недостатоци, меѓутоа мотивот беше тоа што излегов, тоест не излегов, работев и во конфекција, подоцна и во едностранска инвестиција, меѓутоа немаше кој да збори што се случува за вратите на текстилните компании. Значи од текстилната индустрија на некој начин потекна незадоволствата. Па дефинитивно, и знаете, постојано имате се збори за работниците од јавниот сектор и слично, секако дека сите заслужуваат права, меѓутоа од независноста на Македонија до 2017 дека ние не истапивме како активисти и како организација, немаше кој да каже што се случува во приватниот сектор, особено во една индустрија каде што нели претежно се жени, каде што платите беа онака првичната дискриминација беше во платите. Ако за останатиот сектор беше 9.000, за текстилната индустрија беше 8.000 и тоа требаше да исполните норма која што е определил газдата за да дојдете до тој минималец, и тоа беше, можам да кажам, 2017 нашата прва битка, односно да ја покачиме минималната плата и да се тргне тој нормиран учинок од платата кој што ги засегаше конкретно текстилните работници, бидејќи никој вработен, дали од приватен, дали од јавен сектор, не беше стриктно као треба да исполниш норма па да земеш минимална плата. Така да нашата плата на текстилните работнички во тоа време се движеше 6.000, 7.000 и 8.000. Така да, баш поради тие некои причини, значи не сум дошла, немам појма од некаде, не знам што се случува и сега ќе зборам нешто за работнички права за конфекционерите, него дојдов баш од тој сектор, така да знам што зборам и знам што правам. Идејата за основањето претпоставуваме ваша. Па во тој период на почетоците имавте ли поддршка од колегите или некако се чувствуваше тој страв кај нив да дадат поддршка на вакво здружение? Секако, па тогаш во почетоците затоа имавме еден марш на мантилите кој што не излегоа физички работници да се бунат нешто, да протестираат, меѓутоа изработивме како некоја активистичка акција, да ја наречам. Направивме како со дрвени некои фигури, не знам што, ставивме мантили и велевме штрајкот на мантилите, бидејќи стравот беше огромен. А работничките баш одеа во тој период со автобусите и гледаа што се случува. Значи, почнавме, како да кажам, имавме поддршка, меѓутоа во тој период се плашеа, тоа беа транзициони олигарси во цел источен регион, посебно во Штип, каде што имаше над 70 конфекции во тоа време, така да... Имавте ли притисоци во тој период од работодавачите, од институциите, пошто на некој начин сте ги охрабрувале работниците да пријавуваат? Зборувавме за корупцијата во инспекторатот, да, тоа не е ништо тајно. Од тогаш до сега можам да кажам дека со добар дел од подрачни единици на трудов инспекторат имаме феноменална соработка, меѓутоа некаде многу и затајуваат, што се надевам ќе имаме прилика и тоа да го збориме. Не само трудов инспекторат, меѓутоа сите институции, системот затајува.
Дали имав, имав закани од работодавачи. Имав закани како ќе се пали кола, децата, јас, не знам. Имавме каменување на тогашно тогашна канцеларија во која што бев и јас. Значи се соочувавме со реални притисоци, меѓутоа не смеевме да се откажеме во тој период, бидејќи беше идејата, да се најде некој да збори за работниците, бидејќи 30 годишните стари синдикати никогаш не ги спомна работничките во приватниот сектор, особено во текстилната индустрија. Дали се уште имате притисоци и како се справувате? Од работодавачи веќе нема, бидејќи јас тоа постојано го зборувам последниот период, бидејќи они пробуваат прво да те заплашат. Кога ќе видат дека не иде, пробуваат да нешто мито, нешто донација да даеме на организацијата. Меѓутоа имаме, фала му на Бога, доволно финанси, не ни треба ни тоа и ние кои се искорумпираме кој ќе остане. И трето е да те игнорираат. Така да сега немаме, да кажам, закани од работодавачи, помина тоа време, меѓутоа можам да кажам претходната политичка гарнитура и како дел од нив некои поединци, да ги кажам, лично јас имав. Сега ќе чекаме, ќе видиме нови. Сепак период се на власт, така да ќе видиме како тие ќе се однесуваат. Мене, ако ми беше страф, одавна ќе молчев. Немаше да ги кажам, работите со име и со презиме, онака како што се. Така и минатата година и го формиравте синдикатот, гласен синдикат, кон што ќе целите и зашто се залагате? Повторно, значи, гласен синдикат е еден независен синдикат кој што мислам дека им фали на работниците од приватниот сектор. Вие ќе видите дека во јавниот сектор, во јавната администрација, например, имате и по 3 синдикати. Дали во суд, дали во општини, дали во предпријатија, дали во полиција, било каде, вие ќе видите дека имате по 3-4 синдикати. Додека за работниците од приватниот сектор, мислам дека недоволно се збори. Недоволно се застапени во јавен дискурс, кога има барање, се бара за просветните работници, се бара за овие, за оние, приватниот сектор цело време затајува, така да гласен синдикат се појави од лани, од март, значи прилично така млади сме, нови сме. Синдикат кој што им е неопходен на работниците од приватниот сектор, значи целиот приватен сектор, кој што нема да биде продолжена рака на некоја структура или политичка партија, бидејќи сметам дека после 30 и кусур години независност заслужуваме такво нешто. Мислам, работниците од приватниот сектор кои што се двигателот на економијата во една држава, мислам дека заслужуваат еден чесен синдикат кој што не е продолжена рака на некоја си, слободно ќе кажам, политичка партија. Ги гледаме состојбите какви се. Како планирате да ги подобрите работничките права? Се трудиме преку тоа што видете, имавме стварно онака обструкции, бидејќи еве сме биле здружение, не можеме да присуствуваме на Национален економско-социјален совет, не можеме да присуствуваме на настани кои што ги организира Меѓународна организација на трудот и некако можам да кажем приморани бевме да го основаме овој синдикат, за да можеме како синдикат, еве не сме здружение, еве сме синдикат, сега може да не вклучите конечно. Бидејќи низ годините бевме вклучени во Законот за бесплатна правна помош. И Законот за неделен работен ден беше наша иницијатива, меѓутоа кога се побунивме како Франкенштајн закон прават, ние бевме сврлени од работната група, иако наша иницијатива, мислам, тоа е не знам како да кажам. Бевме и во Законот за работни односи без известување, бевме сврлени во предходните години од таа работна група, така да сметам дека еве сакао синдикат ќе бидеме внатре и нема да дозволиме манипулации да си носат закончиња, подзаконски акти, мерки, едно друго без да бидеме таму. Бидејќи морам да спомнам, баш разговараме со луѓе и со Мартин од Пета сила од Независниот синдикат на полицијата. И му кажам, значи викам, јас кога бев на економско-социјалниот совет, бевме вклучени претходно во време на Шахпаска и на Мила Царовска, бевме вклучени како некој вид на мониторинг. И сега викам, излам, си одам дома, го читам соопштението и се чудам дали бевме на истиот состанок, као све е добро, све е окей, имаме соработка, едно друго. Значи, сосем нешто друго се разговарало. Пробале да ме избркаат, шо барам јас таму како невладин сектор и слично. Сакам да бидам таму за да некој има
кој ќе излезе од тие врати, кај што нели се прават тие закончиња, мерки и слично, кој ќе излезе надвор да има некој да им каже на работниците што се збори таму и што се носи таму. Мислам, не може они да изиграваат богови и да одлучуваат за животите на работници од кои што зависат буџет на една држава, од нашите даноци кои што ги плаќаме како приватен сектор, од кои што се платени и функционери, и јавна администрација и слично. На некој тоа не му се свиѓа кога збора, меѓутоа приватниот сектор без приватниот сектор не може да функционира една држава. Како што рековте, соработувате со Сојузот на синдикати и Пета сила. Што очекувате од овој сојуз? Па и они се прилично нови. НСП не е нов синдикат како независен синдикат на полицијата, нели? Меѓутоа се тргнаа од прангите на една претходна конфедерација, да не спомнам, и го основаа Пета сила, така да и ние сме како гласен синдикат сме во фаза на приклучување, бидејќи мислам дека сме искрени и до сега соработката, онаа неофицијална која што имаме до сега, е на добар пат. Искрени сме во се она што го правиме и што го гледаме, заедно планираме и се надевам дека имаме една конфедерација на национално ниво, Пета сила, која што треба да ги застапува интересите на работниците, а не на разноразни структури и политички партии како што тоа го имаме изминатите, не знам, од 91. Да, споменавте дека некои од синдикатите се продолжена рака на партиите. Па мислите ли дека е тешко да работат во интерес, односно да делуваат во интерес на своите членови без надворешни притисоци? И мене не ми е јасно. Значи, на крајот од денот тие се финансирани од членарината од работниците. Да. И сега имате една конфедерација која што вика какво покачување на минимална плата, со кој памет? За кого работиш ти, за партијата на власт или за членството? Не ми е јасно. Од кој зимаш членарина? Од влада? Од политичка партија? Од кого? Од која структура? Или не знам, од опозиција? Појма немам. Тука сте да работите во интерес на работниците. Да барате, бидејќи ќе кажам Грција, Франција, Германија, значи таму не дај Боже да им гибнеш некое социјално право, да им намалиш. То се дига и тука има сериозна, како да кажам, борба и работниците се тука, меѓутоа знаат дека имаат синдикати кои што ги заштитувале нивните права. Не се контролирани од некого. А тука ме чуди и поради тоа и потребата од гласен синдикат. Поради тоа беше потребата и од Сдруженијето од гласен текстилец, меѓутоа сега следна етапа е како да се вклучиме внатре, не сакате како здружение, бујрумеве како синдикат, мислам, да. Тешко ќе биде, бидејќи знаеме како функционира во нашата земја. Ако сте блиски до одредена гарнитура, ќе ви ги отворат вратите да влезете во институциите, да си направите членство, доколку не, никому ништо. Имате приватни фирми, каде што имате 100% членство во синдиката, на крајот работниците се јавуваат кај нас. И сега, како се учлениле 100%, не ми е јасно. И ние, у принцип, немаме поддршка од ниедна структура, тоа мора да го знаат вработените, во цел приватен сектор. И имаме, например, и да имаме тројца членови во една приватна компанија, ние сме тука да ги заштитиме. Меѓутоа, и да покажеме на останатите, 300 да речеме, дека, ние сме вистинскиот синдикат и не сме манипулирани од овие или од оние, и тука сме да ги застапуваме нивните права. А не правата на работодавачите, правата на властите, правата на опозициите или права на некакви си други структури. Не, синдикатот е тука за работниците. Така треба да биде. У нормална држава сега. Да. Како здружение најпрво сте делувале во текстилната индустрија. Со какви проблеми се соочуваат текстилните работници и работнички кои се привлекуваат и денес? Па не само во текстилната, ќе кажам, тоа првенствено беше тогаш дискриминацијата во однос на минималната плата, тоа го средивме, меѓутоа сега нема исплата под минимална. Сега имаме законски како да побараме институциите, инспекторатот да влезе внатре и да види дека не е исплатена минимална плата. Порано го немавме тоа како можност. Меѓутоа не е само текстилната индустрија. Можам да кажам дека поранливи се тие индустрии каде што има жени претежно. Текстилна индустрија, маркети, бутици, едно друго. Меѓутоа целиот приватен сектор е онака добар дел од приватниот сектор се уште се соочува со тоа ќе одат во сабота, ќе одат во недела, тоа не е никаде евидентирано, не е платено. Ние немаме реална евиденција. Например, работниците ќе работат и по 10 часа дневно, меѓутоа
Не се забележува. Не е евидентирано, тие се чекираат, меѓутоа системот за евиденција е, како да кажам, манипулативен, може да се влезе во него и работодавачот да го избрише тоа. И сега имаме позитивни примери, се трудиме нив да ги потенцираме, имаме неколку, ќе ги изброиме на прсти од една од две раци, меѓутоа се стремиме да соработуваме со нив, бидејќи овие другите им се стварно нелојална конкуренција и на нив имаат сериозни проблеми. Бидејќи вие ако држите од 50 души, ако имате 20 непријавени работници во задолжително социјално осигурување, тоа е сива економија. Вие ако не ги сплаќате секоја сабота, која што ја работат работниците или ви работат по 3 пати во неделата по 10 часа, тоа не го евидентирате. Ако работат за државен празник, тоа не го евидентирате, не го плаќате. Тоа е сива економија. А овој овдека плаќа. И сега каде е тука? Мислам дека борбата на институциите државни, финансова, трудов, БЗР, што и да е, мислам дека треба се стремат кон тоа, бидејќи и тоа не го вика и Светска банка, ние имаме сериозен проблем со сивата економија. И тоа ги демотивира и овие кои што сакаат и се придржуваат до законите и си ги плаќаат даноците онака како што треба. Така да повеќе слојна е оваа проблематика, меѓутоа се трудиме да поправаме работи. Дали овие се најчестите промени, дали овие се најчестите повреди на работничките права? Па, мобингот, отказите на бремени жени, што се уште ги имаме, за жал, 21 век. Тие неисплати, инаку ние нема да разговараме за минимална плата, вас ако ви е платен секој саат кој што го одработувате, секоја прековремена работа, ние нема да збориме за минимална плата, ќе збориме за плата за живот, како што збори сав нормален свет. Меѓутоа, да, можам да кажам дека 460-470 судски постапки низ годините кои што ги имаме, укажуваат дека најголеми прекршувања се токму тие. Незаконски откази, незаконско одјавување за време на боледување и слично, откази на бремени жени или работници, работнички кои што користат боледување. Потоа најмногу е со тоа непријавената и неплатената прековремена работа, работа за празник, работа во ден на неделен одмор, минатиот труд. Вие имате работнички по 30 години стаж, меѓутоа во име на минат труд добиваат 100 денара наместо да добиваат 3000 денара. И се обидуваме, бидејќи имаме така изградено како здруженијето, тоа има изградено јадра на работници од претежно од источниот регион, меѓутоа полека се шириме, југоисток, север, дека и запад малце потешко е, Пелагонија посебно. Ми е интересно бидејќи има сериозни прекршувања на човекови права. Каде состојбата е најлоша, во кој регион? Па можам да кажам дека некако повише сме застапени во источниот регион, што не ми е баш драго. Меѓутоа тоа многу зависи од финансиите кои што ги имаме и како здружение и како синдикат млад. Меѓутоа, мислам дека треба да бидеме по Пелагонискиот регион, мислам дека навистина кубори со почитување на основни човекови права. За западниот регион, што да кажам, таму немаме ни многу соработка со институциите, што е дополнителен проблем. Например, во источниот регион имаме неколков, да кажам, со дел од подрачните единици на трудов конкретно да зборам, имаме соработка. Меѓутоа со некои делови од државата баш и не. И она се молиш да постапат и слично, а сега како синдикат се надевам дека како повеќе членови ќе имаме од одредена фирма, така помоќни ќе бидеме, бидејќи нема да ми треба тогаш инспекција за да влезам внатре. Ако имаме поголем број на членови во синдикатот, во гласен синдикат, мене не ми треба инспекторат, сама ќе си влезам. Па ќе преговараме. И драго ми е што иако сме нов синдикат, имаме 4 синдикални организации, онака кај што веќе работодавачите знаат дека сме таму, мнозинство сме, у фаза сме некаде има потпишан колективни, некаде сме у фаза на пишување на колективни договори, меѓутоа се договараме, например К15. Значи, во ниедна компанија каде што имаме синдикални членови не дозволивме да се исплати под минимална сума, како што тоа го дозволуваат добар дел од синдикатите. Значи, ние немавме исплата, ако година беше 16.000, колку беше, не знам, 300, 400, 500. Ние немавме исплата сума, напротив, имавме 17, 18, 20. Така да, мислам дека работниците ќе ги гледаат тие некои позитивни пракси што ги правиме и се надам дека ќе дадат подршка, да. Мислам, тука сме со години, не гледаат. Не сме се смениле, не сме ќутеле во ниедна, за време на ниедна власт, така да, мислам,
властите кај нас имаат сериозно влијание врз синдикатите, кај нас ги немаат. И немаат. Каква е состојбата со условите за работа во приватниот сектор? Имат ли соодветни услови? Па еве, болна безбедни тема ли се? сега гледаме кај нас конкретно во Кочани дека немало. Да. Дека немаат. Значи, сме имале случаи кај што буквално се расправаме со институциите. Има сериозни проблеми. Значи, низ годините дури онака се соочував и со тужби дека клевети и навреди сум нарушувала углед, меѓутоа ни една постапка против мене не беше процесуирана, бидејќи кога зборам нешто за некоја фирма и ја прозивам со име и презиме, јас прето имам црсти докази, слики кои што ми се обезбедени од страна на тие работници и работнички, со кои што можам да ги изнесам во јавност. Не е нормално вие да пиете вода од буриња. Не е нормално чешмите да не ви работат. Не е нормално да криете токсични некои материи кои што ви требат на вас за да белите облека, да белите фармерки и слично, и тоа да го криете од државните институции. Не е нормално вие да се греете на плин и плинот да протекува, работничките да се соочуваат со труење, а тоа да не е никаде заведено. Значи, низ годините посебно беше така грозно и одвратно. Сега некој пат знам да се почудам, меѓутоа правиме сериозен притисок врз институциите, меѓутоа и работничките се далеку поохрабрени за време. Од тогаш кога сме биле до сега, така да и тие не премолчуваат, можеби се плашат тие сами да отидат, меѓутоа не се плашат да се јават кај нас. Според досегашното искуство, дали работниците доволно се запознаени со своите права и свеста им е на повисоко ниво за да реагираат? Дали кај вас, дали сами, рековте, се охрабруваат веќе да пријавуваат? Па јас сум среќна бидејќи низ годините сите представки беа анонимни. Мислам дека направивме доволно онака кампања и се движиме, еве пак ќе кажам, грешка наша е, меѓутоа пак ќе кажам, тоа се можностите. Се движиме на источниот регион и најмногу пријави имаме од источниот регион, таму каде што и највише има нели и конфекции и такви некои. И повише се храбри дека ме гледаат постојано. Туку сум на терен, не сум како некој административец да седи у канцеларија, тоа кај мене го нема. Ама како да кажам, многу ми е мило кога ќе слушнам дека делови од инспекторите велат порано, вика, ако ни ги собираше предметите, вика во овоа, вика, шкафчето мало, сега вика вакви 10 вика не ни помагаат. Дека не се само сега и анонимни представки, туку работниците, работничките доаѓаат кај нас као помогнете ми само да си испратам јас барање до инспекторатот или до мојот работодач, си го сакам целиот одмор што ми следува со закон. Тоа е на некој начин можам да се гордеам со работата која што ја работиме како здружение изминатите години, дека еве охрабрени се. И тие сами одат во инспекторатот и инспекторатот, мислам, дел од инспекторите кои што еве доаѓаат на наши настани и слично, и овака во неформален разговор, вика како сте ги охрабрили, вика сега, вика знаат, вика листот за плата да си прерачунаат колку им фали. Така да тоа е за мене резултат, дека нешто добро сме направили. Сами ги, ако порано се однесуваа пријавите само на не ми дал годишен одмор, не ми исплатија К15, сега се однесува и на мобинг на работно место, се однесува и дискриминација на работно место. Така да, иако нели имаме прилично лош закон за мобинг, сепак еве се осудуваат и сакаат да започнат постапки. Имавме во текот на минатата година 4 случаи, да не сгрешам, од еден од источниот регион, другите беа од другите региони од Македонија. Меѓутоа, да изгответе ми барање до работодавачот и до институциите, во е мобинг. Охрабрени се и ми е мило дека еве нешто добро правиме. Така. Господи Ампева, често работниците се дискриминирани на работното место, па кои се најчестите форми на дискриминација? Па сега последно ќе видиме дека постои дискриминација поради синдикално организирање и здружување, за мене Имаат притисок? Па гледаме дека има притисок, ги гледаме пораките, иако во моментов нели има сега некои, како да ги кажам, два синдиката, табори кои што нели кој да се покачи плата, кој не е нормално е дека еден синдикат треба да бара да се покачи плата. Меѓутоа ја им верувам на работниците кои ќе видам пораки дека се под притисок. Да се очленуваат, дека ќе бидат избркани и слично, тоа е нешто што го имало од секогаш, особено во јавниот сектор. Ние водиме моментално постапка за наша членка за дискриминација поради синдикално организирање. Постапката е пред Комисија за заштита и спречување од дискриминација
Имавме 2 случаи со дискриминација на жена која што беше на породилно отсуство, другата не и беше продолжен договорот, па накратко после непродолжениот договор таа остана само во 3-ти месец од бременоста, онака без работа, да го изгуби правото на породилно отсуство. Докажавме за прв пат дека еве тие договори на определено токму за тоа се користат, за да, некој ако ви смета, ако користи многу боледување или ако е бремена, да оставите без работа. А тоа е, барем мене како мајка на 3 деца ми е стварно грозно. Да. Мислам, не ми е нормално, 21 век, да се очуваме, леле бремена е, ќе биде мрзлива, ќе користи боледување, леле ќе биде на породилно. Мислам, не се работи секој пат за профитот. Мислам, видовме дека не се работи за профитот. Ова ако не ни беше сокочена лекција, не знам што е. Не треба да го гледаме профитот, него треба да гледаме благосостојбата на народот, на работниците во оваа држава. Така да има и баш имавме и пред 2 недели една национална конференција во Штип, каде што ни беше и председател на Комисијата за заштита и спречување дискриминација, имавме и работодавачи, имавме од Државниот трудов инспекторат, каде што гледаме дека Законот за работни односи му возможува тие договори на определено работно време да не се смета дека е дискриминирана жената. Ако ако е бремена и ако не биде продолжен договорот. И тоа се некои измени кои што мора да ги направиме во Законот за работни односи. Мислам, недозволиво е. Кои други измени ги предлагате во Законот за работни односи? Тогаш пред да не тргнато таа работна група, имавме еден куп барања и во однос на тие родителско отсуство што беше татковско, мајчинско, едно друго. Имавме и во тој дел многу препораки, меѓутоа мислам дека сега тоа нема ништо да влезе. Не знам што се случува со Законот за работни односи. Меѓутоа имаме доволно врз база на таа теренска работа и пријавите кои што ги имаме, дата база ние водиме низ годините и следиме кој што каде се случува. Тие договори на определено работно време кои што може да се продолжуваат до 5 години се огромен проблем за работниците бидејќи ствараат несигурност. Тоа што управата за јавни приходи не реагира соодветно кога гледа дека не се исплатени неколку плати, бидејќи тие треба да го известуваат трудовиот инспекторат, а не ние. Ние сме здружение и синдикат. Ако сакаме, можеме тоа да го правиме. Ако не, затоа ги плаќаме тие институции, затоа постојат тие институции. Тоа што имавме случаи каде што на една иста адреса се отвараат и затвараат фирми, се прават лажни стечаи, работниците остануваат без неколку плати и ние сме оние кои што изиграваме истражувачи и 3 години водевме постапка за да докажеме еден лажен стечај, нешто што не било направено никогаш од независност на државата до сега. Значи повеќе забелешки имам, требаше можеби да ги земам па да ги читам. Меѓутоа да, има многу неправилности. Дополнително можам да го кажам и тоа со ниските казни. Пред неколку години имавме навистина строги казни, огромни казни. Меѓутоа, со претходната гарнитура на власт, некако беше кажано, не може тоа да им го правиме на фирмите. И сега вие им ги одземате ингеренциите на трудовите инспектори, ги терате инспекторите да одат, па да проверат дали е тоа така, дали е вистина тоа, дека не се исплати неколку плати. Па ти им даваат 15 дена рок да ги отстранат неправилностите. Па после 15 дена одат повторно, па им даваат опомена, па после некој рок, па им даваат решение. И на крајот тоа решение е казна, например, од 50-100 евра, што им дава дополнителна мотивација на работодавачите и кршат законите. Да. Така да, мислам дека исто и основното е јавно обвинителство. Барем, еве, во нашиот регион, каде што сум имала случаеви, и ти им викаш, видете, казните се ниски, неколку пати се казнувани, не се подобрува тоа. Тие повторно ќе си платат казна од 50-100 евра и на работниците повторно не им исплаќаат додатоци кои ми должат, платите повторно ги каснат, не исплаќаат минимална плата и слично. И тие велат во е прекршочно, вика не е кривично. Како не е кривично, кога имаш во членовите од КЗ, ги имаш дека повреда на право од социјално осигурување, ти е еден член по кривичен законник, повреда на права од работен однос, ти е втора. Гонете ги по тоа. Затворски казни да има неколку, да видите како ќе се присоберат. А вака трудовиот инспекторат повише троши пари за гориво и за хартија и повторно на крајот казните се сведуваат на 50-100 евра, 500 евра. И како сакате ние да ги дисциплинираме работодавачите? Мислам, тоа е реакција на трудовите инспектори,
меѓутоа и на нас ни смета. И сега работниците велат и што направија? Викам, тука им се ингеренциите. Што е на вистина жално, Да. бидејќи трудовиот инспекторат треба да биде онаа прва инстанца. Еве да не постоело здруженијето како. Трудовиот инспекторат треба да е првата инстанца бесплатна. Инспектори кои што се платени од нас граѓаните за да ги заштитат работничките права. Претходната влада ги стави во подредена состојба со второстепена комисија за прекршача постапка инспекцијски надзор, па инспекцијски совет, па едно друго и баш кај што се казните се овакви смешни како што се. Значи тоа е огромен проблем. Тоа мора итно да се смени. Значи компаниите не постапуваат по одреден надзор на помена, туку само ја плаќаат Си ја плаќаат казната и никому ништо. Единствено, работникот може да си ги земе парите доколку фирмата е ликвидна и доколку сака да водат судска постапка. Ма како ќе водите вие судска постапка кога работите кај тој работодавач, така? И ете тоа, висината на казните се огромен проблем, бидејќи ги мотивирате. Со таквите казни ги мотивирате да ги кршат правата. Не. Дај неколку кривични, дај им неколку условни затворски казни, а не да се оградува основно јавно обвинителство. Не, ова е прекршено, не е прекршено. Во каза стои, ја не го ставив. Некој попаметен од мене го ставил во кривичен законник. Баш за вакви работодавачи. Еднаш, два пати, три пати го толерираш, четвртиот пат. Ајде. Така. Каква е соработката со работодавачите? Дали се отворени за диалог со вас или да гледате на некој начин како непријатели? Како баба Роги, да. Па ќе кажам дека во минатото пробуваа да игнорираат и као Кристина Ампева лаже. Например, за тоа дека не се исплаќа минимална плата за еден куп работи и испаѓаат од организација на работодавачи, лаже. После ми испадна дека не лажам. Зборев дека се враќаат пари назад. Мислам, во тоа време. Сега нема баш толку случаеви. Зборев за К15 дека се должни да ги ти ги пушта денска газата, ги вадиш од банкомат, му ги враќаш, добар дел на работодавачи, не сите, добар дел, не ги ставам сите во искош. И организација на работодавачи вика Кристина лаже. После ми испадна дека не, уствари Кристина не лаже. Меѓутоа пробавме да имаме соработка. Ако изгледам вака, ја пробав да имам соработка. Пробавме и со текстилниот кластер, бидејќи нели првично бевме повеќе во текстилната индустрија. Оттаму не најдов на комуникација. Не може да ми изборите цело време дека лаже. Им кажав ќе дојдете во ситуација која ќе немате работници. Еве го. Старе работниците во текстилната индустрија, конкретно во Штипшо имаме некоја 40 годишна возрастна граница. На источниот регион пензионери работат. Пензионери 50, 60 годишни жени и пензионерки работат. Тоа го направија токму тие. Имаме некаква комуникација со Бизнес конфедерација на работодавачи, со Миле Бошков, како председател на таа организација и постојано збориме дека, еве, нелојална конкуренција им се и на нив. Мислам, немаме официјална, меѓутоа гледам дека за многу работи, за многу точки сме на исто ниво. Така, кажавте дека покранувате некои работи кои по закон би требало да си ги спроведуваат институциите. Па каква ви е соработката воопшто? Пак спомнав, од прилика, трудов инспекторат со добар дел од подрачни единици имаме соработка, со добар дел нема. Управата за јавни приходи, кога праќаме, се повикуваат на даночна тајна. Па моравме еднаш да си играме дека тоа не е даночна тајна, си игравме со агенции за давање на информација од јавен карактер, дека не може вие да сметате дека тоа е даночна тајна доколку се работи за придонеси кои што се нешто јавно. Тие придонеси легнуваат во фондовите на буџетот на државата, така да не може да се повикувате на јавна тајна. Искрено, основно јавно обвинителство ви ги отфрла ваквите барања. Имате докажано само еден лажен стечај. Во 30 години независност плюс. Нема. Мислам дека не ги сваќаат овие работи. Па затоа и народот ни се иселува и затоа ќе видиме недостаток во многу сектори и затоа ќе видиме дека Пелагонискиот регион баш и доаѓам од Крушево, гледам дека ни работат филипинци, непалци и слично. Нашите македонски работници ги избркаа со нивните политики, со нивните кршења на човекови, со кршење на работнички права, со нивните ниски плати, со неисплаќање соодветно на нивниот труд. Што да прават? Нема да седат тука за 400 евро плата?
Ке си барат некаде. Да. Баш кад кој ќе отидете на доктор, треба кафе бумагера да однесете. Кој ќе отидете и да извадите документ, се осеќате кога да сте отишле кај некој дома, а не дека тој службеник е должен да ви, мислам, целиот систем кога гледате дека не функционира, си барате чаре надвор од државата, што е нормално. Така. Мислам дека тоа не го сваќаат и мислам дека се полош и се полош и полош доаѓа за економијата во оваа држава. Ние можеме да се фалиме со инвестиции до утре са бајле. Меѓутоа, тие инвестиции ако нема кој да работи во нив џабе вие се. И покрај недостатокот на сила, работодавачите не ги ценат нашите работници и Пак ќе речам, не ќе да ги ставам сите во искош. Имам работодавачи конкретно и дури во текстилната индустрија со кои што постојано сум во комуникација. И тие се жалат. Значи повторно ќе речам, тоа им се нелојална конкуренција. Поради лошиот углед, велат ти ни го направи ваков лош углед. Не јас, вашите колеги. Јас само ги истакнав проблемите со состојбите со кои што се соочува цел сектор и па и целиот приватен сектор, не само текстилниот, него цел приватен сектор. Вие имате агенција за обезбедување и тоа ми е болна тема. Имате агенција за обезбедување, работници кои што работат прва, втора, трета смена, празник, делник, сабота, недела, земаат минимална плата. Како е можно? Каде се додатоците? И тоа го прават сите агенции, мислам да не се правиме луди. Еве, апел до УЕПА да провери. Срамота е. Пуштивме кривична за една агенција за обезбедување, не знам до каде е. Не се грижат едноставно ни институциите, не разбираат дека да не се тие придонеси, да не е тој приватен сектор ќе немаат од каде ќе останеме земја на пензионери, на јавна администрација, тоа мислам што ќе тие таа држава на крајот од денот. така. Би сакала да се осврнеме и на трагедијата во Кочани, за жал. Системот потврли по не знам кој пат. Моќниците очигледно ја имаат власта. Како стасавме до тука и што би порачале? Што треба да се направи за да се стави крај на корупцијата, безредието и беззаконието, кое што гледаме е присутно насекаде? Сежам. Да, имавме млади деца, пријатели кои што ги изгубивме во Кочани. Па, те гледате дека 12 години некој притајува. Сте имале тројца градоначалници на кои двајца се пуштени во притвор, кои ќе ги видите имотните листови од кои едниот е газда на конфекција, другиот газда на печатници и кои знае уште колку бизниси. Тоа се тие структури кои што ги имаме во помалите места. Тие се неколку кои што решаваат за судбината на народот. А градоначалници кои што поради имотните листови очигледно денеска беа и минатиот пред неколку дена им беше дозволено домашен притвор. Мислам, така функционира и уште не ни иде памет. Уште не ни иде памет. Значи, тоа се луѓе кои што прегледувале низ прсти. Институција еден куп, од Пазарен до ваков, до онаков, до УЕПА, до Тиреков ми рече, до МВР, кои што 12 години. Значи, не сега да не викаме ваа партија или онаа партија. Дека не видиме дека се апси од ова не бива држава, искрено. Зошто ги пуштија? Како може да ги пуштат? Едниот градоначалник е у непосредна близина, видовте, тоа не е дискотека, тоа е шупа. Да. Шупа во која ни загинаа 59 луѓе и кој знае колку ни беа повредени, кој знае кога никогаш веќе нема да си надојдеме на себе. Ни Кочани, ни Штип, ни целиот источен регион, можам да кажам, може би цела Македонија. Ама ние посебно некако сме прегазени, бидејќи тоа се луѓе што ги знаеме, Кочани и Штип не се Њу Јорк или Вашингтон, секој со секого се знае, тоа ни беа пријатели, тоа ни беа на наши деца, другарчиња и слично, така да одвратно е да гледате дека уште владее профитот, дека уште владее парата како ќе наложи на институциите. И институциите не реагираат соодветно и не се 12 години. транспарентни. 12 години. Велам една инспекција да влегла внатре и да утврдила нешто, немаше да дојде до ово. Една институција од сите овие кои што ги слушавме, од министерства до МВР, до трудови, до БЗР, до пазарни и слично, до УЈПА, една институција, еден човек да не бил корумпиран. И за колку ни ги продадовте сега децата и пријателите? За 50 евра? За частовка во дискотеката? За колку ни ги продадовте децата? Колку ни вредеа? Болно е. Болно е. И повторно не се освестувам. Еве, патувам наму и читам и ми е срам каква држава имаме. Меѓутоа и јас се осеќам тука одговорна. Еве, јас се осеќам одговорна. Зошто не сум разбрала, еве. Бараме инспекции за еден куп други
не знам, фирми едно друго, меѓутоа јас не сум ни знала дека постои оваа дискотека, например. Еве што ја направи. И повторно си продолжуваме по истиот трк. Нека им се покачат платите, не викам не, за да не бидат толку коруптивни, како да кажам. Нека им ги покачат платите. Нека ги соберат даноците, нека ги отворат очите и нека работат онака како што треба. И сега демек се прават надзори, направени надзори на 120 објекти. Кога ги направивте, бе, другари? Па нели немаме доволно инспектори во пазарен? Па нели немаме доволно инспектори во трудов? Па кого залажуваме? До кога? Колку днесерки треба да не снајдат? Сето тоа се поврзани со приватни бизниси. Се што ни се случи. Тај ласкарци, тај Бугари автобус, се ни се случи ради приватњаци, ради олигарси, ради бизнисмени. И повторно еве гледам дека не е научена лекцијата, па така да мислам дека наскоро народот ќе си ја земе правдата во своји раци и така и треба кога гледаме дека има таква анархија. Ако е бал, нека е маскимал, тоа ја го велам. Ама ово нема да го заборавим. Цела Источна Македонија, Штип и Кочани, во нема да го заборават. Нека пазат институциите од денеска натаму. Ја барам знам веќе како ќе постапувам. Знам како постапувам оваа недела, бидејќи ме боли. Бидејќи тие жени кои што ги изгубиат децата се работнички, бидејќи ги знам, добар дел. Пријатели мои загинаа во тоа и тоа е на крајот институциите и таа корупција која што има. И тоа за ситни пари. За ситни, што е најтрагично. Колку зема? Милион? Не. 50 евра, 100 евра? Колку вредеше за да бидеш слеп, нем 12 години? Вредеше? И уште вредили? Ама, да, тоа е. Како го коментирате тоа што пратениците отидоа на одмор по ужасната трагедија во Кочани? Па видовте некој корис од пратениците изминатиот период? Па боле нека бидат дома, да ви кажам право. Секој немаме корис. Видовте некој закон добар да донесат последно време? Видовте дека ја покачија платата нешто? Не. Шо ќе ви се? Шо ќе гледаме на Сопраниски канал? Да се користи политички поени? Кој бил виновен, кој не бил? Па одвртно е за семејствата и за пријателите на луѓето. Одвртно, боле нека сега дома. Само срамота е за бугарскиот пратеник, еве, дојде до Кочани, човекот собрал 32.000 евра, мислам беше. Еден куп, народот се сплоти, знаете колку тоа е ти пари што се собираат и на Сапорт Кочани и Краут и Црвен крст, тоа се пари претежно од народот што дава. Да. Од нас, од обичните смртници, не со од нив. Видовте да ја донираат платата? 78% што им е покачена, де? Ја донираше некој? Не. Некој. Тоа е тоа. Боле нека сега дома. Или нека се само распуштат најубаво. Господја Ампева, се приближуваме кон крајот на емисијата, па кои промени би сакале да ги издвоите, кои сте успеале да ги направите, на кои сте особено горди? И кои се вашите следни активности и на Сдруженијето и на синдикатот? Па мислам дека не сме направиле кој знае што, не? Ама еве направивме работничките права да ги разбудиме синдикативе. Едноставно да почне да порано ќе се пред 7 години ги немаше никаде. Не знаевме кој е председател на синдикат. Не ги знаевме имињата на синдикатите. Мислам дека темата со работнички права ја ставивме на јавен дискурс. Секоја политичка партија во предизборието да ги споменува работничките права, плати, стандардот на граѓаните и слично, додека не дојат на фотеле, после тоа не се сеќаваме што сме кажале. Мислам дека тоа со минималната плата што го направивме, што ја покачувавме, бидејќи до 2017 платата стапкаше во место 30 години, а од тогаш до сега од 8.000 до 24.000 за 8 години, мислам дека слободно ќе си го препишем како наша заслуга. Недела на работен ден, работниците од маркетите, иако ова не беше, нели, поради не знам што, бизнис интереси, моловите им се дозволи со друг закон да работат, меѓутоа маркетите, каде што повторно ќе речем најмногу се жени, еве имаат слободен ден. Конфекциите на работат во недела, кој што беше порано. Има 470 судски постапки, само 2 имам изгубени, што на мене ми е успех. Успех ми е, да. Тоа што успеавме од модни брендови да земеме пари во време кога фирма со која што работеа во Македонија се затвори, за мене е успех, бидејќи немаме ние закон за да ги тужиме фирмите добавувачи за кои што работат македонските компании. Тоа за мене е успех.
Лажен стечај за прв пат во Македонија. За мене е успех. Меѓутоа, еве гледаме дека не сме толку успешни ако во Кочани ни се деси ово што се деси. Од сега натаму што следува? Па не знам. Повише ќе се насочиме кон мониторинг на институциите и на не дека и до сега не го правиме тоа, меѓутоа сега ќе видиме повеќе на терен за да спречуваме ситна корупција. Еве да се бориме и за тие луѓе кои што се во јавна администрација, кои што треба да бидат на терен и да не премижуваат, да земаат поголеми плати за да не бидат толку подложни на корупција. Еве и тоа ќе може да се издвои. Секако покачувањето на минималната плата и воведување на концепт за плата за живот е нешто кое што го следам јас, бидејќи некако повеќе сме ценети надвор од Македонија и имам соработка со многу мрежи надвор од Македонија него во сопствената ми држава. Меѓутоа еве се тие синдикати, тие здруженија се стремат кон еден концепт за плата за живот, кој што не е 400 евра плата, туку еве според моменталниот стандард за живот некаде ќе му дојде 2000 евра плата. За работниците да имаат и за јадење и за пиење, да не бараат тоа што е најевтино и најнеквалитетно, за да има децата да им платат и курсеви, за да можат да им овозможат образование и надградување, меѓутоа и кој ќе ни се расипе, што би рекла јас, пералното да не трчаме по кредити од банката или по брз кредит, туку да имаме, нели, ако работиме, не треба да преживуваме, него треба да живееме. Да. Треба да имаме од таа плата да си дозволиме барем еднаш годишно одмор. Нека олигарсите по 20 пати на планинарење, викендици по белиот свет, а работникот да оди 3-4 дена до дојден доста е. Не. Така да сметам дека ќе работиме на тоа дека треба државата сериозно да препознае дека работниците од приватниот сектор треба да бидат платени, кои сакаат да имаат даноци, треба да бидат платени државните службеници, ама нели да се ослободиме од неопходни, оние што партиски што си ги вработуваат, туку да видиме каде имаме дефицит на кадар, ако има дефицит во трудов, ако има дефицит во УЈП, ако има дефицит во пазарен, таму да биде, меѓутоа да не се доведеме до повторно ваква ситуација и да земаат доволно плата за да не бидат подкупливи. А ако не имаме нешто од Сингапур, можеме да примениме, да не смеам толку да зборам. Сингапур нека прочитаат како се владеат законите, така да може да провериме таму нешто, па ако не би веќе покачена плата, да одиме на тој момент. Мислам, не знам веќе што да кажам. Од прилика тоа е тоа, следниот период како синдикат повише ќе бидеме на терен секако, а здруженијето ќе си продолжи да си дава бесплатна правна помош и тоа што го прави и ќе бидеме на терен едноставно. Ќе лобираме за подобар стандард на работниците. За крај што би им порачале на работниците, па и на работодавачите? На работниците би им препорачала да мислам дека ме препознаа како активист кој што си стои на тој став цврсто веќе од 2016 до сега и да ни се приклучат во нашиот синдикат, во гласен синдикат, за да не очекуваме од институции да делуваат, туку да можам да бидам таму и да ги подобруваме состојбите на лице место. Работодавачите да препознаат дека работниците дека не е одржливо, бизнисите не им се одржливи и дека тие пари кои што ги трупале се брзо се трошат, така да работниците треба да бидат платени ако сакаме да јакнеме економијата и да имаме некоја одржливост. Инаку вака ако им даваме под минимална плата, ако не им исплаќаме оно што треба, ќе останеме без работници. А знаеме дека овие што ги донесуваат од Непал, од Филипини и тие си одат, мислам, го видовме тоа. А и баш се неквалификувани за разлика од нашите работници. И повторно оно што го зборат непродуктивно стварно е онака неблагодарно према тие работници, бидејќи тоа ако не биле продуктивни македонските работници, немало да бидат најбарани по Европа. И друга работа, ако не биле продуктивни работниците, немало да има тука возен парк, тукави вили, викендици по белиот свет и слично така морам да кажам дека поголема благодарност не ќе е лошо да покажат кон своите вработени. Тоа. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам и вам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се гледаме во наредна епизода. Поздрав!